Тате, што работиш бе туе, тате? Еве бе, Бованче, на комшу овој цвечко да го благосилјам. 100 денарчиња, 100 денарчиња ти ги давам. А ти што си се дотера како селјаче за на вакцина? Абе, тате, јас здравствено книжко имам ли? Имаш, Бобане, зашто? Па око, учителка кажа јутре сите да понесемо здравствени книжки, ке доваѓае некој доктор да проверуе дали смо биле ми пелцувани од тие морбидни цвечке. Абе, Бобане, па ништо не си запамтија што ја кажала учителка. Абе, како прво, не се вика пелцувани, него вакцинирани. Како друго, не су морбидни, него су морбили. И како трето, најважно, не се вика цвечке, него народски кажано китке. Тате, па тој не ли исто? Па не е исто, бе, Бобане. Кокошке се пелцуев, а деца се вакцинирав. Не бе, китки и цвечке не ли су исто? Не су исто, бе, Бобане. Цвечка прво се насади, па се одгледуе, негуе, па се обере. А китке се легав, тие ситни, овчи. Они сакав да знаев дали си ти подложен на тој заразу или па може да се разболиш од тие овчи, китки. Ја више немам гајле. Сега знам, не носу книжко. Тате бе, па колко време сам ја бија куде деду на село, па с овце тамо, и што има да ги се плаше на тие цвечке, китке? А тате, а зашто тие ситни ги викав овчи? И па затоа што су ситни овце, бе, синко, бе. Да су крупни китке, они ке ги викав говецки. А луди краве? Кој луди краве, бе? Теле ниједно. Откуде јас знам за луди краве? Хај, оди, праша си го мајко ти там. А мама? Моля? Ајде, оди.